Господине Рамадани, ги чувме овие пораки на лидерот на ВМРО ДПМН, господинот Груевски, дека дел од албанците гласале бидејќи на некој начин биле изманипулирани, натерани на тоа, дека оџите агитирале во џамиите да гласаат за СДСМ. Па, мислам дека ова е следствено уште еден обид, малоумен обид да се објасни една многу интелигентна ситуација како што се резултатите од предизборието. Всушност и какви се тоа победници на изборите кога вез ден тие имат потреба да објаснуваат што и колку изгубиле на терен од последните, споредено со последните избори, но и со вкупниот резултат кој вроди со плод со тоа да заедно со ДУИ не можат владеачките партии пак да состават влада. Она што е лошо во овој случај е дека недоличен коментар, да замислиме за момент да беше обратна, спротивна ситуација, некој политичар, Али Амети или Билал Касами, да коментираше за попови, како тоа ќе се одразеше во јавноста, и недоличноста е во тоа, зашто сепак оџите не се некој мистериозен обштествен талеж на ова друштво, туку се символи на една религија на која и припаѓа 1/3 од населението во Македонија. Да, оваа порака на господинот Груевски на некој начин се совпаѓа со една претходно излагање и на господинот Ахмети, кој на почетокот кажа, а потоа омекна во таа реторика дека албанците кои гласале за СДСМ на некој начин направиле едно своевидно предавство, бидејќи се добило помал број глас на пратеници албанци, дека тоа е спротивно на националните интереси. И сега оваа порака на господинот Груевски никако индицира дека албанците во Македонија не гласаат со своја глава, дека тие гласаат како ќе им каже некоја друга сила, дека тие се најчесто изманипулирани. Значи ли ова дека албанците едноставно не размислуваат сами, туку мора некој да им каже што да прават? Не, всушност да, се сложувам во делот дека има доза на омаложување на тој албанскиот глас, кој всушност и тука и во регионот имаше сериозен одек. Знаете, вие и албанците во Македонија го расипа и тој балканскиот просек со вакво прекуетничко гласање заради политичкиот моментум, и тоа е таа интелигентна состојба која малоумните некако со омаложување се трудат да ја објаснат, а која пак доведе до овој ваков резултат за прв пат, значи граѓаните да не мачат мака после избори, само граѓаните без политичарите, туку и политичарите да се загрижени за ова. Јас би додал уште еден аспект не многу третиран во јавноста, а тоа е дека многу медиумски платеници на Ахмети и на Груевски директно преку своји долгогодишни бизнис партнери во Албанија претежно, но и во дел во Косово, всушност тоа сакаа да го наметнат на албанците во Македонија, но и таму се гледа еден степен на завист од тоа дека албанците од Македонија всушност се авангардата во овој регион и точно знаеа што сакат. А тие сакаат својата држава, Македонија, да ја ослободат од партиската узурпираност, за која имавме и релевантни европски извештаи за тоа. Господинот Груевски во интервјуто, меѓу другото, зборува и за платформата или за изјавата која потпиша албанските партии. Тој вели дека тој се дава своја аргументација зашто не треба да се прифати, но и вели дека таа ќе предизвика тензии во општеството. Во исто време, како што видовме од подготвениот прилог на колегата Баневски, за вечерва Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН проектира и еден филм со прилично провокативен наслов за ќосето, каде се спомнуваат ножеви и така натаму. Гледате ли еден можеби обид или можеби една тензија која може да тензија која може да предизвика дестабилизација? Па гледаме дека ова се всушност некакви обиди, но јас не мислам дека се директно за створење на тензија, колку што се за да се избегне она што е најважно во моментот. А тоа е дека господинот Груевски шеташе со мандат 3 недели и не успеа да состави влада, и тоа е сериозен политички пораз за кој тој му следи одговорност и во матичната партија, но и во коалицијата која ја собра за да заедно тој ден слават влада нели со ДУИ, и ова е голема одговорност, знаејќи во историја како одговорностите се правеле во неговата матична партија од Хотел Панорама па натаму. Мислам дека е сериозен предизвик и сето ќе се стори, само тоа да го нема. И другиот дел
да не забораваме од целата криза во Македонија, веќе има правната држава, веќе има една своја нова институција за која сите се надеват дека ќе почне да работи уште потрезвено, а тоа е специјалното јавно обвинителство. Тоа ни е мирасот, добриот мирас од оваа криза и се надевам дека и новата влада, која и да биде таа, ќе работи со полна парија да обезбеди што повеќе услови да заживеат законите, меѓу кои најважни во Македонија е всушност и овие за потикнување на верска и секаква друга омраза.